Денес овдека во Прилеп имам состанок со Сојузот на одгледувачи на овци и со здруженијата кои што постојат од оваа област. Разговараме во делот на она што се актуелни состојби во делот на овчарството, пред се откупот на јагнето кој што е веќе во некаков шпиц и ќе продолжи во наредниот период. Во таа насока да информирам дека досега се откупени, односно заклани некаде 100.000 јагниња. Цената која што моментално се откупува е околу 280 денари, кое што е многу повисоко од претходната година. Имаме уште доста за да се дозаврши откупот на јагнето од оваа реколта, но во наредниот период нормално ќе се продолжат кланиците со динамиката која што ја имаат, меѓутоа текот е во одлична фаза. Она и што денеска ќе го разговарам со здруженијата во делот на идните активности во делот на оваа сточарска гранка, која што, како што знаете, согласно ветувањата дадени пред одгледувачите на овци, ги исплатиме и субвенциите кои што се за 2025 година, речиси над 1 милиарда денари кон оваа можеби најтешка земјоделска гранка. Тоа е за грло овца кое што е од по аплицирање од програмата за 25 година. Со ова практично го затвараме комплетно исплатата кон оваа сточарска гранка. Во текот на минатиот месец имаше и објава за аплицирање од страна на сите одгледувачи на овци да аплицираат за плати за овчарите и тоа за тековната, односно минатата 25 година. Со тоа го фаќаме еден нормален тек на исплата, аплицирање на сите субвенции кои што се од оваа сточарска гранка. Да, овчарството е една од можеби потешките сточарски гранки, меѓутоа ние посветуваме сериозно внимание за да го разлижиме процесот во делот да зголемиме продукција и на грла и нормално во делот на млекото кое што завршува на домашниот пазар. Господине министре, според податоците, ланската година е произведено, зборувам за крави и овчко млеко повеќе од 24-та, а козио се намалува. Дали ова значи се горе-долу нешто се зголемува сточниот фонд или што значи? Видете, Државниот завод за статистика излезе со анализите во делот на 25-та година. Потоците говорат дека во делот на кравиото млеко произведени во 25-та година се околу 290.000 литри, што е за 2,7% повеќе од 24-та година. Во делот на овчото млеко произведени се околу 27.000 литри, што е за 4% повеќе во однос на 24-та година. Во делот на козиото млеко има мал пад во овој дел и во делот на производството на јајца како статистичка операција имаме зголемување во однос на 24-та година. Видете, не секогаш бројот на грлата треба да го прати и продукцијата, некогаш може да се зголеми продукцијата иако имаме стагнација на бројната состојба, бидејќи можеби се работело на генетскиот потенцијал на сточниот фонд во делот на исхраната и така натака. За нас како држава не е важна само бројката на сточниот фонд, важно е и продукцијата да расне, што со овие податоци практично идеме во еден позитивен тренд. Ова што го спомена во делот на изјавата со ефектите кои што ги давам, односно реализацијата на сите плаќања по однос на овчарството, мислам дека ќе биде доволен стимул за тековната 26-та година да имаме повеќе задржани женски јагниња, односно зголемување на бројната состојба на овците во Македонија. Оно што генерално имаше забелешки за програмата 2026 е дека одредени мерки не го поттикнуваат развојот во смисла на тоа што одредени сточари, кога сме кај сточарите, овчарството и така натаму, бидејќи има ограничување на минимален број на одгледување на стока, нема да добијат субвенции. Дали околу ова сте размислувале че има некои измени во тој дел за да се насочат земјоделците, сточарите кои што имаат помал број на стока да можат да добијат субвенции и поддршка од државата за да може да се зголема. Видете, јас и на оваа кампања која што сега имам на ниво на Македонија, дел од дискусиите о појаснување на програмата за 26-та година. Тука и уште еднашка да повторам, значи нема никој да биде исклучен од процесот на земање субвенции. Во тековната програма за 26-та година има посебна мерка која што ќе ги опфати сите овие мали земјоделци кои што се под праговите кои што ги имаме ставено во програмата за 26-та година. Исто така, ваква мерка ќе постои во тековната 27 година, престојната, со цел во овие 2 години заедно со сточарите да помогнеме да ги постигнеме тие минимални прагови. Согласно анализите кои што ги има министерството, незначителна е бројката или помала е бројката на сите овие земјоделци кои што се под праговите. Зборам за број на крупна и ситна стока во делот на полиделските култури, лозови и овошни насади. Меѓутоа, повторувам, во
тековната 26 година има посебна мерка на која што ќе аплицираат сите овие под овие прагови за да ги искористат и да ги земат субвенциите, значи нема да направиме длабок рез во првата година. Ние размислуваме визионерски, стратешки за заеднички со земјоделците да ги подкренеме овие прагови со цел да зголемиме број на состојба и површини обработливи под земјоделски култури. Субвенциите за млеко сите се исплатени? Субвенциите за млеко последната исплата беше за минатата година за вториот квартал, значи практично до јуни месец исплатени, во наредниот период ќе продолжи нормално со исплата на останатите квартали. Значи сега преку 1 милиарда се исплатени за грло овци од 25-та година програмата. Значи веќе на почетокот на 26-та имаме подмирено сите обврски во делот на овчарството за претходните години, меѓу кои 25-та како една од обврските кои што стоеше. Во однос на внесувањето на договорите во ИСЕ системот, знаете дека го пролонгиравме рокот до 9 овој месец. Меѓутоа заклучно вчерашните податоци кои што ги има министерството, склучени, односно внесени се околу 35.100 договори во самиот ИСЕ систем за површина од 15.110 хектари. Ако правиме анализа во делот на тоа за колкава бројка зборуваме, споредбено со 24 година имаме некаде над 5000 договори плюс во тековнава година внесени, односно аплицирани од страна на земјоделците и за некаде околу 2100 хектари поголема површина споредбено со 24 година. Ова е уште еден показател дека интересот за оваа важна култура е голем. Од страна тутунарите препознае заложбата на владата во делот на пласманот, откупот и целата активност која што се одвива во делот на оваа култура и постигнатата цена. И затоа имаме вакво зголемување во теков на оваа 26 година. Се надевам дека по завршување на крајниот рок од 9 овој месец ќе ги имаме и финалните бројки. Јас ја кажувам за еден сериозен раст во овие последните 2 години во делот на оваа битна земјоделска култура. Овие бројки што укажуваат на колкаво производство годинава? По овие бројки говорат на некаде близу 30 милиони килограми очекуван род кој што е согласно договорите подпишани. Дали има Субвенциите? Субвенциите по обработка на податоците кои што ги обработува платежната агенција ќе следи реализација, односно исплата на истите. Не се знае точно. Па видите, сега се работи за голема бројка на податоци кои што треба да бидат обработени, така да веднаш по завршување на податоците ќе бидат исплатени субвенции. едно прашање што се однесува на интересот на откупувачите на тутун, дали има и од таа страна зголемен интерес, дали ќе се зголеми бројот на регистрирани откупувачи, бидејќи во моментов се 10. Па видете, овие над 35.000 договори кои што се подпишани со компаниите кои што сега постојат. Дали интересот постои? Очигледно штом се подпишани постои интересот за нашиот квалитетен тутун. Затоа е зголемена нормално и површината и очекувам дека наредната откупна сезона да биде без проблеми како и претходните две кои што се спроведа. Данаска слободно може да речеме сме многу благодарни од страна на министерот, иако ни исплати субвенциите за 2025, данаска не покани тука за да гледаме за другите проблеми што имаме. Значи, многу сме задоволни за ова што министерот има интерес за овчарството, иако некогаш сме го нападнале по медиуми дека нема исплата, навистина стошарите има мака за да им се исплатат тие субвенциите. Според овие состојби, има ли можност да се зголеми сточниот фонд кој за жал во последно време рапидно паѓаше? Види, сега за жал навистина се намалил бројот на овци на државно ниво, но сега ова исплата на овие субвенции верувам дека ќе ги помагна многу сточарите и верувам дека и другите години ќе се исплатат на време и да само тоа може да го расте бројката и стимулациите други, например, да го вратиме женското јагне да има исплата за приплод. Рековте имавте проблеми, кои се проблемите кои што можете да ги лоцирате и еве на денешниот состанок ќе се разговара за нив со министерот? Па сега потребно е да седнеме да разговараме, проблеми има, не дека нема, но благодарение на министерот што се интересира и ќе седнеме, ќе разговараме и идеме на подобро да решиме. Ова година навистина да не беше министерот што организиравме 3 состаноци со кланичарите, нема да видиш ова цена за јагнето.
почна со 230 денари, 240, а сега стигнавме до 300 денари. И за тоа сме многу благодарни и секогаш понатаму ќе треба однапред да се организираме за да имаме убава цена. Колку и како сте задоволни каква е со состојбата откупот сега? на еве сега актуелен? Благодариме на министерот за оваа година, што вистина министерот нас ни помогна како сточари. Се бореше за цената за јагнето со кланичарите, имавме борба и со субвенциите ги пуште. Со цената е добро, задоволни годинава сме со цената, имаше за поголемо јагне, пласман. Се добро е, годинава за сточарството е добро за сточарите. Кои се цените сега на еве за во Цените граница? 280 денари беа на терен, до 290, ама ретко се плата некој помало јагне, 280 и до 40 кила јагнина одеа. Вие добивте по 280 Да. во просек денари за килограм жива мера. Да, Меѓутоа граѓаните добиваат 700, плаќаат 700 денари за во малопродажна цена. Има ли голем диспаритет тука? па има сега и кланичарите треба малце да внимава и народот не јади. Не сега го земаја 280 го продава 700 денари. Значи тука малце треба да се намали. Месото треба да види 600 денари. На оваа цена што ги зема кланичарите 600 денари месец.